На покана на директорката на Центарот за јавно здравје Кочани Благица Ѓурковик, а со цел едукација и информирање на медицинскиот кадар од Општа болница Кочани за два проблеми што се случуваат во државата во врска со заразните заболувања, во Кочанската општа болница се одржа предавање за ХИВ-СИДА. Медицинскиот персонал се запозна со актуелната состојба на ХИВ-СИДА во Македонија, како и со состојбата во европски и светски рамки. Понатаму со начинот на трансмисија на ХИВ вирусот, опасностите што ги крие вирусот во делот на лабораториска диагностика и техника, состојба по општини, вклучувајќи и општина Кочани, како и со превентивните мерки и активности што ги презема Министерството за здравство за намалување на ризикот од ова заболување. Целта на второто предавање е меѓународен здравствен правилник, односно International Health Regulations, нешто што е законска регулатива за сите земји во светот, а чиј потписник е и Република Македонија, како би се едуцирале медицинските работници со цел да знаеме како ќе реагира Република Македонија при ненадејно појавување на некој хазард од типот епидемиолошки хазард, хемиски хазард или нуклеарен хазард. Со други зборови, појава или донесување на некое заразно заболување на територија на Република Македонија, непознато, од типот ебола, од типот зика вирус, од типот болести што се пренесуваат, какви што може да бидат инфлуенца, од нов серобиотип. Во вашиот регион нема многу во моментов, значи согласно од 87 до сега има 5 регистрирани случаи, имаме и случаи на ХИВ-СИДА, имаме и случаи на ХИВ, позитивитет, значи имаме и случаи на СИДА, меѓутоа генерално не сте во врвот на првите 4 или 5, зашто добри 55% од сите случаи се во Скопје. Во Република Македонија предничат цревните заразни заболувања, кои што сочинуваат повеќе од 50% од сите заразни заболувања. Понатаму варичелата, од која секоја година заболуваат околу 8 или 9.000 лица, како и салмонелата и честите болести помеѓу бегалците, шугата и вошливоста. Доктор Караджовски го спомена и сезонскиот грип, кој се уште го има, како и респираторните заболувања. Загрижувачки се, додаде Караджовски, оние заразни заболувања што ги нема во Република Македонија, а ги има на другите континенти, како на пример зика вирусот и еболата. Затоа се работи на подигање на свеста кај населението за актуелната состојба со заразните заболувања и кои се понатамошните активности што треба да се спроведат во однос на превенцијата.